Како што е вообичаено, во утрински печат на Слободна ТВ во работен ден започнуваме со настаните од светот. За нив, како што е вообичаено, колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. Колега Андоновиќ, имаме неколку важни настани да ги соопштиме и да ги искоментирате од свој агол и од свој аспект. Изборите во Црна Гора што донесоа? Па донесоа потврда дека коалицијата заедно на актуелниот претседател кој пред 2 месеца го порази Мило Ѓукановиќ, долгогодишниот лидер и претседател на Црна Гора, ја потврди својата победа. Практично партијата Европа сега победи на овие парламентарни избори, ја потврди победата на кандидатот, значи партијата Милојко Спајич, кој ќе биде најверојатно мандатар на идната црногорска влада, освои мнозинство, односно 24 мандати, и ја потврди својата победа. Втора е ДПС на Мило Ѓукановиќ, кој уште едношка се покажа дека е политички во паѓање, но сепак освои втора. Тесна е водството, меѓутоа проблемот кај ДПС сега е што со 22 мандати, како втора политичка сила во Црногорскиот парламент, нема да има никаков коалиционен капацитет и нема со кого да направи влада. Зошто? Бидејќи трети се партијата на србите на некој начин за иднина на Црнагора, на Мандиќ, кој е трет и кој освојува, ми се чини, околу 12 пратеници. Четврти се на актуелниот премиер Дритана Базовиќ, коалицијата УРУ, која нема исто така коалиционен капацитет, таа не може да направи со второпласираната партија на Мило Ѓукановиќ, со првопласираната никако, со третопласираната оваа на србите никако, така да произлегува дека најверојатно оваа коалиција, оваа победничка партија на Милојко Спајич Европа сега, иако не кажува, најверојатно ќе оди со третопласираната партија на Андреја Мандиќ и така ќе ја направи новата влада во 81 домниот парламент на Црна Гора. Што покажа овие избори? Покажа дека има понизок степен на излазност, помалку луѓе излегоа, околу 56%, што е мал одзив во однос на претходните парламентарни избори, и уште еднаш ќе кажам, се потврди уште еднаш поразот на политиката на Мило Ѓукановиќ, чија беше политика начината уште со оние лити од пред 2-3 години, кога се побунија тамошните граѓани на Црна Гора кои се повеќе кон Белград. И форма за да... Да. Така да ќе видиме. Во секој случај, овој исход на избори што покажа дека иако втори, ДПС ќе бидат значајна политичка опозиција и се разбира четвртите на актуелниот премиер Базовиќ и покрај се ќе имаат таму мандати доволно, околу 11 месечини, доволно за да може да влијаат врз политичкиот живот на Црна Гора. Сакам да искоментирате сега една ситуација карактеристична со оглед дека победува партијата на актуелниот претседател на Црна Гора, во светлина на неговите политички барања, особено што заговара одреден европски концепт, а од друга страна сите информации говорат дека е особено близок до српската политика. Дали се очекува промена сега во однесувањето на владата во поглед на црногорската политика што ја водеше до вчера претседателот Ѓукановиќ или премиерот во случајот Базовиќ и претходните? Конкретно мислам на статусот околу признавањето, односно повлекувањето на признавањето на Косово, членството во НАТО и уопшто геостратешката игра околу руско-украинската војна. Прво, не може да променат многу политиката, бидејќи Црна Гора е земја членка на НАТО, и сите овие партии, вклучувајќи и третопласираната за европска иднина на Црна Гора на Андреја Мандиќ, само укажува дека сите имаат консензус, слично како нас, дека сакаат да одат кон Европската унија. Може би ќе ги намалат тензиите околу односите со Белград, бидејќи ќе потсетам пред 2 месеци, кога победи Јаков Милатовиќ, претседателот актуелен, кој е од оваа партија која победи на парламентарните избори, тој рече дека ќе ги
подобри односите со Белград, но сепак и натаму го гледаме дека пред некое време се сретна со представници на Косово, значи не може да ја менува драстично политиката, но може да ги намали тензиите и недоразбирањата кои ги имаше претходно со актуелната власт во Белград. Пред се, која ќе подсетам власт на Белград, власта на актуелната власт во Белград на председателот Александар Вучич во моментов па се соочува со нешто со што се соочуваше Црна Гора и Мило Ѓукановиќ, па ако се сметаше дека Белград стоеше зад таа дестабилизација на политиката на Мило Ѓукановиќ, кој многу сврте грб кон Србија и одеше на некоја друга страна, сега да видиме како ќе излезе. Која е мерката што ќе одреди оваа влада во односите Подгорица-Белград? Да, но ќе подсетам, Подгорица, за разлика од Белград, е земја членка на НАТО, потаму и не може нешто многу диаметрално различно да ја менува политиката. Особено што, повторно ќе кажам, сите овие 5 партии кои влегуваат во парламентот, има и партија на бошњаците и партија на албанците во Црна Гора, значи ќе имаат и тие по некој мандат натре, но генерално овие 4-5 коалиции кои сите они имаат заеднички консензус, идентично како кај нас, а тоа е членство кон Европската унија, поттаму нема што нешто драстично да менува. Поводот да го поставам ова прашање, всушност го црпам из праксата на неколку председатели членки на држави на НАТО, како што се Унгарија, Хрватска и Турција. Веќе ви е јасно прашањето зошто го поставувам. Дали председателот на Црна Гора и владата може да ја играат улогата на овие 3 држави? Има голема разлика за разлика од дека се многу големи. За разлика од Хрватска, каде што председателот Милановиќ и премиерот Пленковиќ се на диаметрално различни страни. За разлика од Бугарија, каде што нели исто така беше Радев од една страна. Во Унгарија неќум ни да зборам, и таму се различни политиките на Орбан и на другиот дел од власта во Унгарија. Во Црна Гора се од иста партија и председателот и идниот мандатар. Веројатно, ајде сега прејудицираме, се уште се бројат гласовите, но најверојатно, повторно ќе кажам, владата ќе ја прави Милојко Спајич, човек кој веќе му извадија досие дека е економски експерт, дека се школува во Јапонија, во Кина, дека има страшно добар CV, млад човек, кој иако и 1987 роден, сепак веќе доста има направено. Од друга страна, у иста партија со актуелниот председател, и бројот на мандати, ако се земе во предвид дека тој првин кога излезе рече дека ДПС, дека нема да коалицира со ДПС, значи со второпласираната политичка опција и со четвртопласираната на Дрита Набазовиќ, произлегува дека ќе со третопласираната на Андрија Мандич, а тоа значи дека ќе задржат политиката, но сепак имат многу подобри односи со Белград, бидејќи Црна Гора и Србија имаат и некакви други релации кои на момент се чини актуелната политика на Мило Ѓукановиќ ги наруши, што па граѓаните му у рок од 2 месеца му нанесоа 2 големи порази. Останува да се следи политиката на Црна Гора на Балканот, со оглед дека и ние имаме особено блиски врски со Црна Гора, Косово, Србија во делот. Па имаме тоа се поранеше и Југословенска република и во концептот на отворен Балкан и воопшто на целокупниот регион е многу битно таа политика колку е флексибилна или колку е упатена на соработка со соседите. Во овој контекст сега го поставуваме прашањето поврзано со состојбата во Косово. Има ли тамо нешто ново со изјавите на Курти? Само да дополнам, па ќе се префрлиме, пошто е Косово. Ме праша за Црна Гора. Црна Гора не ги нарушува односите со Косово, иако Белград можеби не би сакал толку блиски односи на Подгорица со Приштина, но сепак гледаме дека новиот председател кој е веќе 2 месеци воопшто не ја смени политиката на Косово, што е само во контекст на оно што зборуваме дека како членка на НАТО и да сака не може. Ќе бидат кооперативни со соседите. Ќе бидат покооперативни, ќе бидат со подобри односи од што сака да види Белград, но велам повторно, третопласираната партија на Мандич најверојатно ќе има некое влијание, па за да се намали таа тензија, бидејќи ќе потсетам Црна Гора у еден миг пред да изгуби избори Мило Ѓукановиќ дојде на Раб со односи да има Србија полоши односи со Црна Гора од што со Хрватска, што е единица мерка на српската дипломатија со кого најлошо може би стојат. Не знам дали грешам, мислам дека полоши односи има со
Босна и Херцеговина со делот кај што не е Не, Република Српска. немаат лоши односи со Босна Барем и Вучич Херцеговина, како се но сопрес. имаат лоши односи со лидерот на една од партиите Так. СДА. Дури србите имаат и подобри односи со хрватите во Босна и со хрватското ХДЗ, одошто што имаат добри односи со актуелниот таму председател на СДА, кој е антисрпски ориентиран и кој тој губи и се помалку и помалку има доверба, па оттаму и веројатно таа политика на омраза ми се чини во регионот почнува полека да опаѓа, полека почнуваат да доаѓаат луѓе кои се за отворен Балкан, не како политика, туку како збор, каде што веќе се помалку на луѓе Се изморија луѓето од омраза. Може би Се овие изморија. другиве држави као Украина, Русија, таму ги фаќа Не она се што за поздравување, нас не се 30 за пример тие држави. Но овие простори 30 на години има, затоа и штрчат луѓе како Албин Курти во Приштина, кои наместо ги намали се тензиите, се уште ги зголемува. Ти ме праша за Ситуацијата во да, Косово. сакав само да кажам, Бакир Изетбеговиќ на СДА, една од од трите владеачки партии во Босна и Херцеговина, е во опаѓање со рейтинг и веројатно ќе го замени некоја друга партија на бошњаците која ќе има поинаков пристап. Се разбира и во Република Српска Додик, кој се уште игра на национализам, но и таму веројатно Се создава некој но демот Додик има подршка од Белград, тоа се вели во дипломатијата алтер его на Вучич, се што не може он направи со меѓународната заедница, ќе го прави проти го прави Додик. Од друга страна Додик ужива и некаква подршка од Путин, но ни Путин не е Путин, ќе видиме како ќе иде понатаму. Затоа велам полека се менува политиката, а доаѓаат на власт луѓе кои се за поотворени односи. Бевме во една држава, тој беше крвав распад, ми се чини. Распадот е при крај, уште ова со Косово да заврши и веќе ќе имаме јасно дефинирани држави, малку Босна има проблем, малку Косово, но генерално ќе се имат јасни контури. За споредба ова што го говорите, само ќе илустрирам каде е Словенија денеска во однос на историјатот што го имаше во бивша Југославија, држава по сите критериуми средена. Словенија и во бивша СФР, ти барем паметиш, паметам. И јас секогаш како веле, ако во Европа се велеше се прават енглези, кај нас се велеше се прават словенци. Словенците секогаш беа малку поинаку од сите нас, од Вардара, нели до Загреб беше едно, но после тоа веќе беше нешто друго. Но каде се словенците, таму се хрватите, конечно не забораваме, и Хрватска е земја членка на НАТО и земја членка на Европска унија. Сега споредба не можеме да правиме, освен што Словенија се граничи со Италија и Австрија, а Хрватска се граничи со Србија. Но има и они спорни. Што се однесува до Албин Курти, тој не само што не излезе во пресред на ултиматумите кои ги доби првин од Вашингтон, а вчера и од Брисел, туку и на тој ултиматум возврати со нов ултиматум, рече, добре, јас сум подготвен да Значи, ултиматумот беше да ги повлече специјалците од српските општини. Тој рече, можем да повлечам дел од специјалците. Значи, тоа е првото кршење на тој ултиматум. И второто е постави услов, само доколку бидат тргнати сите криминални банди на србите таму. Сега, тоа е нели една општа работа, кои криминални банди кај има, ако имало и кога има криминални банди, нормално дека ќе бидат уапсени од страна и на КФОР и на косовската полиција, така да тоа само укажува дека очигледно Курти многу брзо, може би уште денеска ќе се соочи со некакви последици. Велам не Косово, него Курти и неговата политика. И само да докажам, представникот на Европската унија Лајчак утринава изјави дека е лично разочаран и дека очекувал многу поголеми ефекти од неговата мисија, мисијата на Ескобар, која минатата недела ја направија во Приштина, со цел да го разубедат Курти дека мора да се формира таа заедница на српски општини. Колега Андонови, сега ќе ви поставам едно прашање кое всушност треба да направите анализа и сублимат на сите вести што беа од моментот кога Вучич и Курти беа во Охрид. Еве зашто го поставувам прашање. Дали политиката на Курти во целиот овој контекст месец дена ја проценува ситуацијата дека не може да му помине тоа што го бара, меѓутоа свесен е дека поцена и да го загуби мандатот или да ги загуби изборите, односно да го нема на политичка сцена,
се обидува да бутка политика која мисли дека него му носи полза, односно му носи на Косово. Дали е ова класичен фајтер во политика кој е свесен дека и Вашингтон и Брисел не го подржуваат? Ако видиме малце по-реално, ова околу заедницата на српски општини и Бриселскиот договор е договорена 2012 година. Тогаш опозицијата го напаѓаше Вучич и имаше право за тоа дека практично со подпишувањето дека ќе се формира заедница на српски општини во Косово, Косово се признава. Белград го признава независноста на Косово. Зошто Курти тоа не го материализира? Не можам да поверувам дека не го препознал. Значи, ќе одиме нешто на друго е другата во варијанта. прашање. Пак повторно на иста варијанта која ја зборуваме подолго време, не само јас, многу мина од моите колеги во регионот и во Македонија. А тоа е дека Косово, дека Курти на некој начин како да добива инструкција од некаде надвор за да држи За да не се реши тензија, проблемот. за да замрзнатиот конфликт не се реши, туку да биде отворен и во најдобар случај епилогот да биде замрзнат. Со запирањето на тензиите на Косово, кои беа изминатите во овие 5 општини изминатите месец дена, практично само се подзамрзнува конфликтот од една страна. Од втора страна се руши ова ти што го кажа Охридскиот, да кажеме, договорот во Охрид, каде што веќе беше договорено решавање Дури на елементи проблемот. има на ескалација, во еден момент бевме сериозно Ама и се загрижени. уште ќе има ескалација, бидејќи се додека не се формира заедницата на српски општини и не се спроведат брзи избори воредни во тие српски општини каде што ќе се постави градоначалник, човек со легитимитет, со број на население, а се разбира дека Ќе бидат срби. Дека ќе бидат срби, бидејќи само 2% живеат албанци таму и нормално дека нема да гласаат за србите за албанец. Се додека е тоа така, тоа е вештачко држење на конфликтот. Ние можеме да претпоставиме или да Која е намерата? Која е намерата или кој стои за ова или чија политика спроведува Курти, бидејќи јас изминативе 3 дена видовме дека и албанскиот премиер Еди Рама го искритикува Курти. Сите 5 клучни посочувајќи му субјекти, значи Вашингтон, Брисел, албанската политичка елита, опозицијата и Србија. А морам да признам дека и народот на Косово, бидејќи јас не верувам дека ако има некакви воредни избори кои се токмат во Приштина, дека Курти ќе добие избори. Не за нешто друго, туку мислам по урнекот на она што го разговаравме пред малку. Ми се чини дека на луѓе овеќе им е смачено од некакви радикални И ќе барат сосема друга политичка идеја. И се свесни дека во овој свет денешен не може држава како Косово и да е држава со толку малку луѓе да опстане сама, туку мора да следи една од двете блоковски политики, а пошто сме геостратешки, тука се знае која политика, особено што имате на своја територија и најголема база на КФОР, односно на НАТО, така да не верувам дека некој од луѓето на Косово и би помислил дека политиката на Курти е исправна, бидејќи тоа што Курти сега го прави на србите на Косово, ќе потсетам пред 30 години го правеа србите на албанците, поради што и дојде цела оваа тензија и бомбардирања и последици и санкции се она што се случуваше. На крајот можеби Курти ќе биде во политичката историја на Косово само една фуснота и ќе си продолжи светот геостратешки. Или можеби ќе одработи ролјата, па за тоа ќе биде награден, а ние тоа нема да го знаеме. Добро, тогаш може да биде пасус тогаш. Па ќе видиме, да, не знаеме, бидејќи и Курти, и Додик, и овие други неколку политичари играат една предизвикувачка улога на, нели, ги иритираат и онака изиритираните меѓународни односи. Се трошат ресурси и енергија за непотребни Славе, политички обично идеи. големите тоа го решаваат на друг начин. Овдека се спроведува една дипломатија, бидејќи сепак овдека овој дел од светот не е на далечен исток Афганистан, за да мораат порадикално, но ако продолжат овака, може на крај да се загубат нервите, бидејќи нервите веќе се многу истрошени во едни други војни. Да. Тука сакам сега да ве прашам во делот на односите со Соединетите американски држави и Кина, клучното прашање е Тајван. Дали
се влошува, така да кажеме, ситуацијата на дипломатско ниво преку изјавите? Се зголемуваат тензиите и таму, не само изјави, таму на терен имавме изминативе 3 дена заселен број на влегување во воздушниот простор на Тајван, над тајванскиот теснец, на кинески борбени авиони, но тоа влегување таму е за нивни услови, таму влегле, не знам, 40-30 борбени авиони и подигнате алармот на тајванскиот остров, каде што и тие ги подигнале своите борбени авиони, за да ги пресретнат и да ги оневозможат да влезат во тајванскиот воздушен простор. Во меѓувреме зголемен е и бројот на борбени пловила во долж тајванскиот теснец, оној кој тие кинеските борбени бродови дури влегле во тајванскиот теснец, практично во границите на Тајван, што е голема иритација и зголемување на тензиите. За сега нема ништо, но се прават воени маневри. САД се таму, имаат 2 носачи на авиони и се обврзани да го бранат Тајван од Кина. Нема многу дипломатска реторика и префрлање, туку на терен имаме покажување на Дали ово однесување на кинеските власти или кинеските оружени сили е различно во однос на нивното досегашно однесување, а ова е нешто ново, или тоа е вообичаени начини на провоцирање или на иритирање? Па тешко е да се каже, но вообичаен начин. Значи, често го прават тоа во Па не, изминатиот период многу повеќе. Знаеш, тоа можеш често да го правиш, но ако го погодиш мигот, ќе биде многу лошо. Може да биде многу лошо, особено што веројатно не случајно, знаеш, тоа е исто кова стрелањето со проектилите на руската армија. Ако во Украина, ако видиш овака од страна ќе кажеш што стрелаат со проектиливе пука во Одеса, па бамнал 2 пати во Киев, а имаат фронт кај Донбас, каде што од утринава, колку што разбрав, украинската офанзива која е почната, наводно освоиле 2 населени места, па русите им возвратиле и така тоа. Веројатно има нешто многу позади кое ние не се гледа. Ние не можеме да го гледаме, туку не ни објавуваат официјално, па медиумите не пренесуваат за ние да знаеме каква е што точно фактичката се случи. состојба, да. Кина планира да го интегрира Тајван, Кина покажува нонстоп мускули со својата војска, но исто така ќе потсетам дека Пекинг изминатиот период цело време потенцира дека сака да го интегрира Тајван по мирен пат. Тоа се обидува да го направи, дали успева или не успева не знаеме. Сега, ако се изиритираат повеќе, веројатно има нешто што се случило за тоа да го направат. Она што е последно е дека е зголемена борбена присуство на кинеската армија и кинеската морнарица и дека има зголемен број на упади на кинеските борбени авиони во тајванскиот воздушен простор, но и дека Тајван ги подигнува своите авиони со помош на Соединетите Американски држави со цел да ги оттргнат овие авиони евентуално да не влезат подлабоко на тајванска територија. Руско-украинската војна или ситуацијата во Украина е 4-та тема, тоа не значи дека е најмалку битна, токму напротив, она е текако битна и ги одредува економските и политичките односи во цел свет сега. Дали ова кога го спомнате дека има информации за контраофанзива од страна на украинските сили е само најава во смисла или има нешто по-конкретно и реално? Па еве самиот председател и врховен командант на руската армија, нели, председател Владимир Путин изјави дека украинците започнале контраофанзивата. Според мене изјава која еден председател коментира, што повеќе очекував да излезе некој генерал тоа да го каже. Дури ни генерал, туку или представник на Министерство за одбрана, или тамошен командант на тие воени операции на руската армија. Што тоа му значеше на Путин, не знам. Знам дека се зголемија борбите околу Донецк, дека украинската армија од таму се обидува да се пробие. Ги гледав извештаите на руската армија која вели дека успешно се неутрализирани нападите на украинската армија. Дали овие изјави се аргументи, алиби за тие нешто да искористат пожестоко и да кажете еве не нападна, мораш се вратиме? Само да поставам едно прашање, со оглед дека офанзивата се одвива веќе во прогласени територии од Украина како руска територија. За мене на тези испадна дека сега Русија е жртва на украинската агресија. Да, со укажувањето дека они започнале офанзива, забелешката што ја давате всушност има многу тешка аргументација дека всушност може да употреби
Многу Па ја посебно. не знам, не мора да употреби атомска бомба, доволно Не, да мислам, употреби друг тип на војна поголема сила. бидејќи Така е. факт е дека Русија не искористи својата војна моќ која има, а при тоа не мора да е нуклеарно оружје. Дека се брани. Тоа ми е тезата. Ова со Украина, освен што долго трае, има голем број на жртви, добива некои чудни димензии, повторно ќе кажам. Русите, наместо да имаат супериорност на теренот и да газат се жива Украина се повлекува, произлегува дека тие сега се бранат од Украина, која сака да ги врати териториите кои беа Кои ги прогласија за свој. Да, кои беа неизини, а Русија ги анектираше и ги прогласи за свој. Значи Украина практично сега е агресор, според оваа приказна, а Русија се брани. Тоа е едната замена на тези. Втората опасност, според мене, е се погласните шпекулации, навестувања, најави или можеби трики блеф изјави дека Украина би можела да биде примена на земја, како земја членка на НАТО. Доколку тоа се случи, тогаш западњаците нема да се размислува да искрцаат своји официјално НАТО војници, бидејќи таму има и сега. Видовме извештаи дека се најдени тела на луѓе со ознаки на армии од НАТО државите, и покрај тоа што тоа не е официјално и тоа се доброволци и така тоа, но можеби ако Украина сега на самитот кој доаѓа, не знам дали во овој месец треба да се направи, ако добие некаква покана за членство, тогаш диаметрално многу ќе се смени односот. А ако се смени односот, тогаш ќе се смени и жустрината и жестината на оваа војна. А може би ќе запре. Лично можам да искажам резервираност во однос на искажаниот став или однесување на Украина во контекст на политиката на НАТО како се ставува. Односно, дека да, Украина може да добие покана за членство во НАТО, политиката да се согласи, меѓутоа членките на НАТО не верувам дека сите така лесно во парламентите ќе го ратификуваат членството. Па добра, ајде не се лажеме. Мислам, тоа не иде така лесно. Ако одлучат Соединетите американски држави да влезат у такава политика и таква стратегија, хипотетички збориме, тогаш верувам дека нема да ги чекаат сите парламенти, како што не ги чека и за инвазијата во Ирак 2004, како што не чека и за 2003 за Афганистан. Туку тие влегоа, дели дури една Франција се противеше за нападот во Ирак 2004 при уривањето на Садам Хусен. Една Франција која е постојана членка на Совет за безбедност, нуклеарна сила, поранешна империја, таа се противеше тогашниот претседател Ширак, одби да даде поддршка, но НАТО сепак, Соединетите американски држави и Британија влегува во таа војна, па испадна на крај НАТО дека е, нели? Така да, ако тие одлучат тоа така ќе биде, да се надеваме дека нема да одлучат бидејќи ќе се расшири многу војната. Има еден друг интересно ширење на работите, а тоа е околу Иран. Ке потсетам, Иран е одамна намета на западната политика, односно Иран одамна како земја наречена дел од оска на злото, каде што покрај Северна Кореја и тогашен Ирак, сега Ирак веќе не е, падна Садам Хусейн, е намета на Западот. Иран изминатиот период не криеше дека и продава дронови оружје на Русија, но Иран изминатиот период никогаш не беше воопшто ни нападнат од никого, бидејќи се знаеше дека евентуален напад врз Иран може да се замеша Москва во одбраната. Сега Русија, бидејќи е ангажирана со својот проблем, мене не би ме изненадило Иран Русија да ја решаваат преку Иран, а Кина да ја решаваат преку Северна Кореја. Правам пандан, бидејќи Северна Кореја е своја држава, но има поддршка од Кина, сакала Пекинг да призна или не, како што и Иран и Русија имаат блиски односи, па не знам, размислувам гласно доколку Западот одлучи да го нападне Иран, како Москва ќе го одбрани Иран, бидејќи си има веќе големи проблеми во Украина. Колега Андоновиќ, благодарам за сите овие информации и овој разговор што го направивме за настаните во светот. Останува да ги следиме и натаму и во работен ден да информираме.